Ние како училиште навистина се трудиме колку што можеме во однос на наставни активности, работилници, класни часови, да го освестиме моментот на рециклирање кај учениците. Посебно важноста, да ја нагласиме важноста за рециклирање на електронскиот отпад, па на таков начин, значи учествуваме во повеќе екопредизвици. Еден беше од тие предизвици екопредизвикот на нулта отпад, каде што рециклиравме батерии, односно ја подигнавме свесноста за рециклирање на батерии кај учениците. Изведовме повеќе едукативни содржини, предавања, работилници во наставни активности и на таков начин учениците се запознаа со моментот на рециклирање, не само на батерии, електронски отпад, тука опфативме рециклирање на хартија, пластика и така натаму. Многу ми е мило што учениците навистина има голем интерес кон рециклирањето. Се вклучија со рециклирање на батерии првенствено, но и секојдневно учествуваат во акции за рециклирање и на пластика и на хартија, па дури на стакло, лименки и така натаму. Бидејќи важноста од рециклирање, посебно на батерии, е огромна, затоа што се едни од најголемите загадувачи на природата, првенствено на почвата, водата, воздухот, па на таков начин сите оние штетни метали како што се кобалт, никел навлегуваат во почвата и можат да предизвикаат навистина големо загадување на почвата. Така да со самото рециклирање успеваме да ја заштитиме околината, да одржиме, да формираме одржливо живење. На таков начин, значи, ја штитиме околината и се трудиме колку што можеме да ги вметнеме тие метали во повторна употреба. На таков начин стануваме екохерои. Значи, учениците ни стануваат екохерои со вклучување во процесот на рециклирање. Идејата дојде многу спонтано всушност. Ние како училиште добивме мејл од организацијата Нула отпад и бидејќи сега вниманието на учениците е многу мало, знаеме сите, за гледање на видеа, тоа беше ограничено на 60 секунди како краток рил што ќе оди на социјални мрежи. И ние решивме да не зборуваме многу, туку преку визуелното да дадеме поголем импакт, односно да направиме поголемо влијание на самите ученици, така што тоа видео самиот ученик имаше некоја таква слична ситуација дома, што ни ја раскажа на нас во училиште, дека си отишол дома, ја отворил книгата, снемал батерија и ја фрлил. И ние тука преку разговорите во училиште го упативме дека таа батерија всушност може да биде рециклирана и така настана целата идеја за ова видео, од кое што подоцна се развија и уште поголеми идеи и на тој начин ја проширивме низ целата држава и го добивме првото место од Нула отпад, односно од жирито на Нула отпад. Која е она порака што сакате со ова видео да опатите? Пораката што сакаме да опатиме е дека сите ученици, без оглед на тоа во каква состојба се наоѓаат во моментот, дали јадат нешто, дали се движат по пат, во моментот кога ќе забележат отпад, тие да се свесни дека тој отпад може да добие и друга примера. Така што тој кога ја фрли батеријата, него му светна светилката дека чекај професорката сега нешто зборуваше кај нас на час, па ние можеме тоа да го употребиме на друг начин. Значи секој предмет може да биде преобликуван и да добие пренамена, да добие нешто друго од него, да добиеме. Горди сме што нашето училиште беше дел од овој значаен проект кој ја поттикна еколошката свест кај учениците преку селекција на стари батерии и нивна замена со нови. Беше знак за како да се однесуваат учениците кон природата и како да управуваат со отпадот. Како училиште и понатаму ќе поддржуваме вакви проекти кои што се значајни за општото добро на сите нас. Горди сме што нашиот тим успеа оваа идеја да ја реализира и успеавме да го земеме првото место на ниво на Македонија.